Македонија се соочува со сериозна демографска криза. Се помалку деца се раѓаат, се повеќе млади се иселуваат. Демографијата треба да биде едно од клучните и витални прашања за иднината на Македонија и затоа не смееме да дозволиме да има празни училници, празни училишта, празни улици, празни игралишта. Националниот координатор за демографија Владко Ѓорчев вели дека се чувствуваат последиците од 2017 до 2020, кога имало голем пат на наталитетот. Оваа година сега првачиња се децата кои што се родени пред 6 години, 2020 година. А во 2020 година нам на Македонија и се случи демографска катаклизма. Значи имавме страшно големи падови тогаш на бројот на родени деца и сега тие последици доаѓаат после 6 години. Македонија исто како и Европа, но и добар дел од светот е во длабока демографска криза. Затоа е потребно да се применат сеопфатни и сразмерни мерки. Но покрај мерките, клучно е младите да сакаат да имаат потомство и да градат брачни заедници. Мора да сме свесни за тоа дека децата се најголемо богатство. Мерки секогаш има, но клучна работа за демографијата, тоа е личната желба. Таа лична одлука за родителство, да се има дете е незаменлива. Едноставно ние треба да допреме до срцата на помладите генерации, а тоа е дека родителството е нешто кое што ќе ги прави среќни. Инаку владата веќе има конкретна стратегија и мерки. Дел од тие мерки кои се применуваат се 6 бесплатни обиди за инвитро, бесплатни учебници, нови градинки, поддршка за младите семејства, како и полесен начин за купување прв стан за младите. Дополнително се разгледуваат и мерки како даночни олеснувања за мајки, поддршка за семејствата и зголемување на свесноста за демографијата. Дека Македонија има намален наталитет, доказ е поразителната бројка на запишани првачиња во новата учебна година, која е за 3000 помала во однос на минатата година.